Продолжува истрагата за случувањата на 27 април во Собранието на Република Македонија. Денеска изјава во јавното обвинителство дадоа председателот на Собранието Тала Џафери и пратеникот од СДСМ Фросина Ременски. Според Џафери, во четвртокот на 27 април биле загрозени животите на пратениците и на новинарите. Укажав според моето видување, односно оно што го слушав, го видов во текот на настанот по однос на степенот на загрозеност на животите на пратениците, новинарите и сите други кои беа присутни во текот на настаните на 27 април. Мислам дека мојот исказ ќе придонесе соодветната институција да има соодветни докази и третман кон оние што со своето делување, односно неделување, придонесоа кон настанот да ги имаат тие последици што ги има. Пратеникот од СДСМ Фросина Ременски, која околу 3 часа даваше исказ за случувањата во Собранието на 27 април, истакна дека во нападите не препознава самоучество во толпа. Несериозноста со која што се пристапува кон обвиненијата покажува на една брзоплетост, намерна, на самите институции кои што зад превезот на учество во толпа сакаат да прикријат нешто што е многу посериозна индикација за едно злосторничко здружување и обид за терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија, имајќи во предвид дека законодавниот дом е носител на законодавната власт и темелна вредност на уставниот поредок. Денеска на распит во обвинителството беа и двајца пратеници на ВМРО ДПМНЕ, инаку во Основниот суд Скопје 1. Утре ќе почне судењето на обвинетите за насилствата во Собранието. За сега обвинети се 9 лица, идентификувани од полицијата како учесници во тепањето на група пратеници во пресалата во Собранието на 27 април.